Здраво! Денеска ќе ја читаме Силјан Штркот од Дедо Марко Цепенков. Како што ја чул тој, па ни ја прераскажува нам. Во село Мало Коњари имаше еден човек многу чесен и кроток на име Божи. Тој имаше само еден син на име Силјан. Имаше Божи ни една ќерка. Силјан беше многу гален и од татка и од мајка. Чунки од многу синови Божинои, само Силјан беше останал жив. Та од тоа беше гален многу и беше го ожениле уште на 16 години. И на 17 години му се родија на Силјана едно дете машко, му го викаа Велко. Бидејќи гален Силјан и аџамија, ич кеф немаше да работи селската работа. Орањето, нивието, копањето, лозијата, жниењето, нивието, вршењето и овците гледање оставени беа на Божина и на Божиница. Неда, невестата му и сестра му, тие да ја работат куќната работа. А пак Силјан кеф имаше пазарџибашија да биде. Да беше катаден да ојд на прилеп на пазар, да купуваат вино и ракија и друзи сладки работи. Секој одење на пазар, Силјан, уште не слезен од конј, право ќе појдеше кај лебарниците и ќе земеше еден топол сомун асекмек и ќе си купеше таналва, да ќе јадеше. Кога ми е посладок сомунов со таналва, бре браќа, му велел на другарите си. Како да јадам од дома ржани леб. На тие зборои и друзи Силјанои, што му и велел на другарите си, тие уште поеќе го насрчувале да јадит најсладки работи. Чунки покрај него и тие јаделе и пиеле. Некој пат ќе одел на пазар. Тики ако му се најдеа поечко пари, 2-3 дни не си идел ни во најсилната работа дома. Многу пати татко му го скаруваше за дека се забаал в град и не му идел да му помага во работата. Арно ама, Силјан беше ватил еден лош пат, тики ич не го слушаше татка си и мајка си, што ти велаат. Вај, бај, да не се настрвит песна касапница, да после мачно ја да се одучи. Многу пати татко му го поучуваше со кротко, доколку знаеше сиромав Божин, и многу примери му носел дека да се тргне Силјан од тој пусти ајљазлак. Синко бре, чедо бре Силјан, остај се бре чедо од лоши ајљазлак што си го ватил. Остај се од тие лоши другари што не се домаќинска чела. Тие те лажат бре синче, да арџиш пари по пустина, та и ти да се осиромашиш после како нив. Немој бре чедо, не оди по умиштата од тие другари. Слушај ми, синко, јас што те учам и мајка ти. Оти ќе те вати некоја клетва од нас, бре синче Силјан. Веруј, синко, оти секој син и ќерка што не слушале татко и мајка, големо наказание од Бога добиле. Слушај, синко, нешто што ми текна да ти кажам. За сивета и чулета. Тие две пилиња и ти сам си и видел и си и чул, синко, в поле, кај си стојат по шипието и глоѓето и си пеат. Едното си пеј сиве, сиве, а другото чуле, чуле. Ете тие две пилиња, синко, си биле некоја брат и сестра. Многу биле лоши, разлални. Татко и мајка ич не ризале. Многу ја огорчувале и зар татко им бил многу луд. Така и мајка им, та беа и колнале многу пати. Ете зерѓавол на тема го беше се погодил чедо. Некој лош саат, кога и колнала мајка му вака. Синко, сиве, и ти, ќерко, чуле. Пилци да се сторите и од куќава наша да одлетате. Да в поле да појдете, по трњето да стоите и еден друзи да се барате, да не можете никогаш да се најдете. Така куртулија од вас да имаме од вашиве маки што ни даат. И за вистина, синко Силјане, беа се сториле пилци и си пошле в поле да живеат по трњето и катаден едни други да се бараат и да не можат да се најдат и да се видат. Тако ми Бога, чедо, тебе може да ти се чини лага, ама мене за вистина. Чунки ми е приказано од деда прадеда, чунки во стар век, синко, не лажеа нашите стари, како сега што лажат младите.